Добро вечер. Ова е ново издание на емисијата за македонските работи. Денешната емисија ја посветуваме на светите Кирил и Методий, се словенските просветители и учители, значајни не само за поширокиот словенски свет, но секако и за македонската историја, култура, традиција. Јас по овој повод ја поканив професор доктор Маја Јакимовска-Тошич, научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методий, Скопје. Маја, добро вечер. Добро вечер. Пред да продолжиме, сакам само да кажам дека ти си со намера повикана од мене, бидејќи сметам дека најдобро во моментот можеш да ни ја доловиш историјата и пораката на светите браќа Кирил и Методий. Па јас се надевам дека е така, бидејќи доаѓаме од одделението за македонска средновековна литература во Институтот за македонска литература секако, кој што специјализирано се занимава со овие теми, посветени на кирило-методиевистиката и на средновековното, книжевно и културно наследство, кое што е директно поврзано со дејноста и со оние сите иницијални големи ангажмани на светите Кирил и Методий во етаблирање на словенската цивилизација и култура. Јас навистина инсистирав да бидеш ти она која што ќе ја прошири или раскаже приказната, па дури и да ја упати публиката за историјатот на светите браќа и Кирил и Методий. Јас само сакам да кажам дека ти имаш една огромна научна продукција, научно искуство. Ние ни стекот на емисијата тоа и ќе го споменеме. Меѓутоа, убаво би било да почнеме и со намера од нашиот научен, па и воспитно-образовен порив да ја запознаеме публиката. Кои се браќата Кирил и Методий, од каде потекнуваат, зошто токму тие биле назначени да бидат во една служба политичка, дипломатска, а во тоа време христијанска употреба на владетелот кој што фактички на тој начин вршил сериозна дипломатска активност. Така е. Па вака, ова просветителско дело на светите Кирил и Методий од секогаш во научните кругови се проследуваше со еден висок респект. Нивната мисија и нивната дејност, нивните активности се многу значени за се словенскиот свет, меѓутоа три од нив можеме да издвоиме како исклучително значени. Тоа е прво воспоставување или восстановување на првото словенско писмо, глаголицата, чишто инвентор е свети Кирил филозоф. Второто исклучително значајно нивно остварување е примената на старословенскиот јазик во црковната богослужба. И третото е етаблирање на тој старословенски јазик на ниво на литературен јазик. Тоа се тие придобивки кои што се бесценети и поради кои ние и до ден денеска ги чествуваме светите Кирил и Методий во целиот словенски свет, меѓутоа посебно за нас исто така се значајни како дел и од македонската национална културна историја и традиција. Пред да продолжиме, јас сакам само да споменам дека ти ни донесе материјал во вид на текст и илустрации, кои што фактички ќе го поддржат или ќе го подкрепат нашиот разговор, и на некој начин ние ќе одиме симултано, ќе ја прикажуваме историјата на овие двајца значајни просветители во етерот. Меѓутоа, тоа ќе оди како слайд, а во еден период ќе подзастанеме да ги протолкуваме. И знам дека уште на самиот почеток на она што ти ми го испрати, даваш податоци за двајцата браќа и еве ја Магнаурската школа гледам, каде го завршиле или го стекнале своето образование.
Па, видите, луѓето сметаат дека познато име животниот пат, дејноста на светите Кирил и Методи. Меѓутоа, вака кога ќе се потсетиме на оние и текако значајни детали, значи, сваќаат дека самото подсетување може да донесе и нови податоци, нови аспекти во согледување на нивното творештво, на нивното дело. Па оно што е од особено големо значење, треба и да подсетиме од каде потекнуваат, кој е нивното потекло, годините еве на раѓање, годините на смртта, што особено е важно затоа што особено со датумите на смртта е поврзано и нивното чествување во календарот на православната црква и воопшто тие се веќе етаблирани непосредно по смртта во светители. Самото потекло на Кирил и Методи го врзуваме за Солун, затоа и се познати како солунски браќа. Некаде во првите децении се родени на 9 век, Методи е постариот син, роден 812-та, меѓу 812-та и 815-та, не може точно да се одреди, не ја знаеме точната година. Меѓутоа, датумот на смртта е точно одреден, тоа е 6 април 885 година во Моравија, а датумите на раѓање на Константин Кирил Филозоф се поврзуваат некаде 826-та, 27-та година. Датумот на смртта е точно познат, 14 февруари 869 година во Рим, и она што за нас е особено значено е што се знае неговото гробно место денеска, тоа е во црквата Сан Клементе во Рим. И уште еден важен детај, а тоа е дека тие се родени во угледно византиско семејство, во семејството на византискиот другари Лав или Лев, некаде ќе го сретнете, и нивната мајка Марија. Па основата за можностите за високо образование тие го стекнуваат уште во родителската куќа. На една таква висока позиција имале можност да се школуваат во најпрестижните школи на своето време, и тоа е Магнаурската школа во Константинопол, кај познатите учители Лев и Фоти, подоцнежниот патриарх на Византиската црква. Така што уште од најмали години, еве конкретно Константин Кирил Филозоф ќе заврши, нели, ова византиска школа, Магнаурска школа, каде што ќе ги изучува познатите вештини на своето време, тоа се и реториката, диалектиката, математиката, астрономијата, сите уметнички вештини, и кога ќе го заврши овој свој образовен циклус, кој што на времето се сметало на ниво на универзитет, ќе го стекне и своето звање филозоф. А неговиот брат Методи ќе се одаде на воените вештини, ќе го следи патот најнапред на својот татко и ќе заврши високи воени школи. И многу е важен еден период од животот на Методи, кога тој некаде 10 години ќе биде воен управник во Стримонската област, тоа е во Струмичко-Брегалничката област. Бил пратен како голем стручњак на византискиот двор, бидејќи со своите воени вештини се истакнувал, со своето потекло се истакнувал, и ќе штити византиската граница на источната страна, значи од Бугарија страната. И тука тој 10 години, од некаде од 835 до 845, и тие години се клизни, знаете, ние не можеме точни, сосема најпрецизни години да одредиме, меѓутоа се знае дека 10 години тој престојува, управува со ова словенско кнежество. Тоа го дознаваме и од изворите за запознавање со нивното дело. Еве, мораме да ги спомнеме и житијата, тоа се панонските легенди, обширното житие на Кирил, обширното житие на Методи, кои што предпоставуваме не е до крај известно, ги пишувал некој кој што многу добро ги познавал нивните животни врвици, ги гледал со своји очи, можеме така да кажеме, делата на учителите. Најверојатно во науката се предпоставува дека тоа е Свети Климент Охридски. Јас овдека само би сакала да кажам дека во моментов навлеговме во на првична мисија, нели, брегалничката мисија.
но таа е сепак значајна со тоа што за да може Методи да управува на определена територија, морал да создаде една норма или закони, кои што најчесто тие закони ги создавал на локалниот или автохтониот словенски говор, но со грчки писма. Нема му се приклучува неговиот брат и можеби тука ја наоѓаме основата на оно што ние го велиме писмото глаголица, но искуството е земено од таа македонска почва и од тоа и македонско стримунско брегалничко тло. Значи, имаме еден, освен овој извор, значи имаме уште еден извор, кој што го третираме помалку и како легендарен Успение Кирилово. Тоа е краткото Кирилово житие, во кое што си стои дека Кирил филозоф, во тоа време Константин, го посетил својот брат Методи во Словенското кнежество и дека при тоа двајцата браќа работели на некакво устројство на азбуката. Ова не можеме до крај да го прифатиме како целосно, прецизно. Прецизно е тоа што вие пред малку рековте, а тоа е дека Методи го пишува првиот законик за словените за судењето или за нормите на однесување. Нормите на однесување, тоа е закон суден за луѓето или закон судни људем. Убаво напоменавте дека во тоа време се уште ќе се користи грчкиот алфавит и за кога се пишува и на словенски, значи се користи, се применува грчкиот алфавит во времето кога се уште немаме собствена азбука, тоа е глаголицата. А за овие развојни фази на словенската писменост многу убаво пишува Црноризец Храбар во своето дело Описмене. И тој ќе ја истакне таа втора фаза, кога словените се користеле со грчкиот алфавит за да изразат словенски зборови, се до моментот главниот и круцијален на создавање и на азбуката и преводот на првите словенски книги. Што значи дека е многу значен цивилизацијски прво момент, но ете се случил на таа македонска почва. Битно е што ете овие луѓе развиле определена дејност, но нивната дејност е забележана. Не случајно византискиот император Михаил III добива барање од Ростислав, односно еден друг словенски владетел и ги бара луѓето кои што би можеле да помогнат во устројувањето на литургијата, преведување на книги и така натаму. Да. Значи, ништо не е случајно. Значи, сите процеси одат постапно. Прво, Кирил е повикан и во арапската мисија, заедно со брат му одат во така наречената многу позната Хазарска мисија, која што понатаму ќе го одреди и нивниот пат во Рим. И односот и со папата Адриан II, бидејќи овие мисии се дипломатски мисии на византискиот двор, за да се подобрат односите на истокот од државата, најнапред кај арапите или кај сарацените 850-та, 51-та година. Тука се познатите полемики на Кирил филозоф во двете мисии во одбрана на првата догма на христијанската вера, тоа е символ на верата или за Светото Тројство. Да, и тоа пред представниците на еврејската и на муслиманската вероисповест. Сличното се случува и во Хазарската мисија, каде што тие ги бранат сите догми на христијанската религија со толкување многу образложено, и Хазарскиот Каган е многу задоволен од самата мисија. Византија постигнува и проширување на христијанството во изворниот православен вид. Од друга страна се прават и економски, трговски договори, се прават и воени договори помеѓу земјите, таа дипломатија е комплетна, а двајцата браќа се покажуваат како исклучително важни и талентирани мисионери и дипломати. Меѓутоа, во Хазарската мисија мораме да подвлечеме еден момент, а тоа е пронаоѓањето на моштите на римскиот папа Климент I Римски во Херсон, ќе ги пронајдат овие мошти. Тој маченички
го губи својот живот во ширење на христијанството во период некаде, и тоа не е прецизирано во науката, од 98-та до 101-та година, маченички ќе го положи животот за христијанската вера. А во однос на пронаоѓањето на моштите, самиот Кирил филозоф ќе направи 3 состави, ќе напише исклучително значајни. Можеме да ја погледнеме во овој момент е и слайдот со пронаоѓање на моштите. Значи, по тој повод Кирил филозоф ќе направи 3 состави, расказ за пронаоѓање на моштите, свечено слово и химна, кои што понатаму во Рим ќе одиграат една исклучително важна улога при посетата на папата, бидејќи тие ќе ги положат моштите, ќе ги вратат во Рим моштите, и врз база на овие состави на Кирил филозоф, Анастаси библиотекарот во Рим ќе треба да напише состави, житие, служба и други состави посветени на Климент Папа Римски. И тој ќе ги преведе од грчки, од византиско-грчки во тоа време, на латински јазик, значи составите посветени на Климент Папата, на Римски. Би требало само ние да кажеме дека во овој период се уште не се случила шизмата меѓу Рим и Константинопол, се уште се работи за една единствена црква, но како започнува Моравската мисија? Таа почнува во 863 година. Така е. Значи, тоа е период кога во тоа време пред шизмата и Рим и Константинопол практично сакаат се големи центри на христијанството, и за нив е исклучително значен и Балканскиот простор, во кој што чиј состав е и Македонија, и Моравија како дел од Централна Европа, и Константинопол и Рим сакаат да го прошират или да го етаблираат уште подсврсто тоа христијанство сред словенските народи, а на тој начин вршеле и своја, да кажеме, и политичка, и верска, и културна проширување на своите интереси, се разбира. И во еден таков момент, кога тие се два остри ривала, многу моćни за своето време во 9 век, ќе се појават Кирил и Методи, кои што ќе бидат еден помирителен мост меѓу нив. Значи, со својата ерудиција, па и со својата, да кажам, дипломатска умешност, тие ќе направат нешто исклучително значајно за словените, кое што го правеле за словените во Моравија. Во тоа време во Византија, значи, можеби не би им се дала таква привилегија за словените во состав на Византиската империја, како што се дало привилегија за словените во Моравија, затоа што Византија во тоа време, заедно со Михаил III, сака да направи една добра дипломатска релација со Средна Европа, односно со моравскиот кнез Ростислав, и тој ќе го оцени тој момент на ширење на христијанството, меѓутоа на словенски јазик како круцијален за да се прошират тие релации, политички врски, дипломатски врски и така натаму. Ние кога разговаравме, кога се подготвувавме за оваа емисија, ја спомнавме она венецијанска беседа на свети Кирил филозоф, односно ја читаме како една врвна цивилизацијска придобивка на она што ќе го каже, и е многу значајно она што е кажано уште во 9 век, тоа важи и во нашиот современ 21 век. Еднаквост на јазиците и на народите. И на народите, така е. И тоа е таа нивна позната космополитска димензија, јас би ја нарекла, за 9 век и значајна, меѓутоа значајна и денеска, за правото на или еднаквост на сите народи, на сите јазици, за своја употреба или за свое самоопределување и самоизјаснување. Често пати во изворите се спомнува против тријазичниците, меѓутоа ете ние се обидуваме од другава страна да го пофалиме тоа, значи една како цивилизацијска придобивка. Па тоа е, во 863 година се случи нешто многу важно, исклучително значајно за словенскиот свет и за словенската цивилизација. Тргнувајќи во Моравија, солунските браќа ја создадоа глаголицата,
ги преведоа најнеопходните книги за богослужебна примена, тоа се Изборното Евангелие, Изборниот апостол и Псалтирот, и го етаблира тој старословенски јазик врз основа на говорите од Солун како една универзална вредност за сите словенски народи во тоа време, значи а македонскиот терен како е важен, значи во целата оваа мисија, затоа и го подвлекуваме, и одат во Моравија кај Ростислав, каде што тие морат што да направат? Значи, да го воведат јазикот во богослужба, словенскиот, имаат противници, нормално тука е латинско-германското свештенство, литургијата таму се одвива на латински јазик, значи тие се веќе директна закана за ова свештенство, понатаму да ги удрат темелите на таа словенска црква која што ќе се создава и која што ќе ја промовира таа нова словенска цивилизација во склоп на европската, да кажеме, и секако тоа е борбата нивна со тројазичниците, со сите оние кои што го одрекуваат правото на словените да пишуваат, да богослужуваат на својот мајчин јазик. И татоа се случува венецијанската полемика, значи тие веќе се од прилика од 863-та до 866-та се во Моравија и во Панонија, меѓутоа мора да бараат веќе и посветување на нивните ученици во повисоки звања, затоа што се шири таа мисија, нивната, и имаат потреба и од осветување на книгите, па ќе тргнат за Рим, каде што ќе бидат гости и на папата Адриан II, меѓутоа претходно ќе се задржат во Венеција, каде што Кирил филозоф ќе ја изрече она позната своја полемика, венецијанска полемика, која што за нас прозвучува од денешен аспект исто толку актуелно. И таа е и во поглед на пораката, меѓутоа и во поглед на строежот, како е изречена, како една, да кажеме, поетска порака на своето време, бидејќи тој пишувал, прогласот на Светото Евангелие, ако го пишувал, тој многу познат и книжевен, оригинален деец на своето време, значи, тој ќе ги подсети сите народи дека сите имаме еднакво право на планетава и вели, зар дождот не врне еднакво над сите, зар сонцето не грее сите исто, зар не дишеме воздух сите еднакво, па како не се срамите да признаете примена само на 3 јазици, а на сите други народи да им го одречете тоа право. Зар го замислувате Бога толку немочен да не може тоа да го даде, или толку завидлив да не ике? Тоа е тој цитат од венецијанската полемика, кој што со задоволство секаде го повторуваме. Тие 3 јазици кои што беа самопрогласени како ексклузивни се латинскиот, византиско-грчкиот, така е, и еврејскиот. А за сите други народи требаше огромна борба за да го добијат, да се здобијат со своето право за изведување на богослужба на својот јазик. И тоа се случи на вистина во Рим, во најпознатите римски цркви од типот на Санта Марија Маѓоре. Тие ги однесоа моштите. Тоа беше еден многу важен момент на римскиот папа Климент Римски, а од друга страна папата Адриан II им возврати со големи почести, ги прими како византиски мисионери, ги освети книгите во поголемите цркви низ Рим и притоа го официализираше старословенскиот јазик во тоа време, што е еден исклучително значаен момент и за мисијата на солунските браќа, меѓутоа и за сите словенски народи, бидејќи официализирањето означува и званична употреба како 4ти званичен јазик во Европа на кој што се изведува богослужбата. Значи, верувате, во 9 век тоа е еден настан, јас би употребила еден современ израз од европско значење. Па дури, нема да претераме ако речеме и од светско значење. И од светско значење, апсолутно. Животната врвица на Константин, сега веќе во Рим, Кирил, преименуван, завршува во Рим. Така е.
на 14 февруари, меѓутоа делото го продолжува неговиот постар брат, Така е. Свети Методи, кој што пак исто добива свештенички чин. Така е. Најнапред епископ, а потоа архиепископ прогласен од папата. 870-та епископ. Но тој нема да има 875-та. спокоен простор за работа. Често пати ќе оди и во Рим, но и во Константинопол. Така е, да го правда своето дело, бидејќи се менуваат и условите, и со промена на папскиот престол, нели од Адриан II заминува, доаѓа Јован VIII и така натаму, значи тие се моменти кои што се од исклучително големо значење. Успева да направи Методи во однос на тие 30 години кои што ќе го надживее својот брат. Голем број на книги преведени, Така е. создадени, Цела група ученици. цела група на ученици ќе создаде. Така е. Значи еден вид на цело школа, и уште во тоа огромна продукција. и ги положува основите на Моровско-Панонската црковна словенска организација. Тоа е основата, Тоа е мислам, основата. голем придонес и круцијален момент и преводот на Библијата. На целата Библија до крајот на Дури својот ние живот. имавме слики, може после и да ги проследиме. Знам дека имаш ти ставено во твоето прикажување и за подготовката нивна од Константинопол кон Панонија. Да, имаше Како преведуваат, но ние ќе ги следиме, тие не е проблем. Така. Уште нешто сакав да споменам. Методи ни е значаен, по многу нешто и еве овие што ги спомнавме. Тој ќе почине, како што спомна ти, ја знаеме точната дата, 6 април, 885 година. Што станува со неговите ученици? Па тоа е исто тој момент, наследниците негови, сите на некој начин подготвени и од самиот Методи и за таа книжевно-просветителска дејност, која што е од исклучително значење во тоа време. Тие се формираат и како врвни и преведувачи, оригинални автори. Земете го Климент Охридски, земете го Наум Охридски, тоа се првиот круг на Не случајно те прашав, бидејќи сакам сега веќе да одиме во она што представува Кирило-методиевската традиција на македонска почва. Така е. Значи тоа е тој момент, Да. со смртта нормално продолжува тој прогонството на учениците. Уште покомотни се осетиле германско-латинското свештенство, предводени од Вихинг. Тие се затворени најнапред во затвор, тие моменти многу ги следи житието на Наум Охридски. Меѓутоа, ослободувајќи се со посредство на Бога, како што стои во самото житие, нели има чудесни елементи, тие се светци, нормално Мора што да има и метафори, и алегории. Така е. Преку Белград ќе дојдат нели во седиштето на тогашната бугарска држава кај Борис, тоа е Преслав, најнапред Плиска, потоа Преслав ќе биде со неговиот син Симеон ќе биде формирано. Меѓутоа, тие не ги добиваат катедрите во овие централни делови од каде што управува бугарската држава, туку Климент добива едно место за работа во најоддалечениот дел на тогашната држава. Најоддалечените и да не речеме и најбунтовните се уште во тој период. Да, тоа е Охридскиот регион. И постојат и тези во науката, пласирани се и од Блаже Ристовски, од Драгојловиќ, па еве јас со колегата Илија Велев ги поддржавме дека многу е можно самиот Свети Климент Охридски да дошол како назначен епископ уште од Методи, тој архиепископ имал право да го назначи и бил многу независен во однос на своето дејствување. Тој во Охрид ќе си востанови се поред, значи од Охридски книжевен центар кој што представува некаква висока школа, која што нели Теофилак повлекува во неговото житие дека е на ранг на некаков универзитет со 3500 ученици. Меѓутоа, Климент формира цела црковна организација. Основите на Охридската архиепископија ние ги гледаме во дејствувањето на светите Климент и Наум Охридски во Охридскиот регион,
Тие се први востановувачи на манастирите на монашкиот киновиски живот во Македонија со двата манастири. Едниот посветен на Свети Пантелеймон, на Плаошник, кој што ќе го подигне Свети Климент Охридски, и вториот на Светите Архангели, кој што го подига Свети Наум. И со тоа започнува киновискиот облик на монашки живот, и тоа не само во Македонија, тие се сметат за најстари словенски манастири во целиот словенски свет. Значи, нивната дејност е повеќе значајна и од пишување, практично преведување на книгите неопходни и понатаму и во богослужбата и во она што представува набавка на литература за монаштвото кое што тие во голема мера го развиваат на теренот на Македонија. Од друга страна, ете формира цел круг на ученици и оформување на основите на црковната организација во Охридскиот книжевен центар, бидејќи Климент ќе се спротивстави на одлуките на Црковно-народниот собор 893-та, што ќе го покрене Симеон, и каде што Симеон ќе бара замена на глаголицата со кирилица. Нов превод на Светото писмо, кој што ќе биде поблизок до византиско-грчкиот оригинал, бидејќи Кирил и Методи преведувале по смисла на предложката. Така е. Тие во голема мера успеале, значи, тој превод да го направат на еден врвен литературен јазик, меѓутоа да не се загуби основната нишка со словенскиот звук, говор, фонетика и така натаму. Па дури и гласиш. И глас, да. Формирање на калки, на специјално, во зборообразувањето Кирил Филозоф бил мајстор и ќе го збогати тој старословенски јазик и со нови зборови, со кованици, така наречени, со сложенки. Во исто време, кога Симеон ќе сака званично да го воведе богослужењето на словенски јазик, тој ќе мора да направи остапка кон византиско-грчкото свештенство во тоа време и ќе сака да ја замени глаголицата со кирилица и да направи една нова ревизија на тој превод на Светото писмо. И наводно тој тогаш ќе го прогласи и Климента за велички епископ, иако постојат тези дека Климент е и предходно епископ за овој дел на Илирикот, кој што бил многу понезависен и во однос на таа црковна организација во Охридскиот регион, во Македонија, на денешниот терен на Македонија, бидејќи тој ќе одржува во текот на својот живот многу силна врска и со брегалничката епископија. Самиот Климент знаеме дека ќе го напише и канонот за 15 тивериополски маченици струмички. Значи, веројатно тој го придружувал Кирил и Методи уште во време на брегалничката, од самите почетоци, па го врзува и тој дел со тивериополските маченици. И тоа се огледа и во целата таа книжевно-творечка дејност на Климент Охридски. Меѓутоа, Климент ќе биде круцијална фигура и од еден друг аспект, многу важен во однос на Кирил и Методи, а тоа е самиот Климент ќе ги воведе култовите за прослава на датумите, нели, на нивната памет, на Кирил и на Методи, во календарот на Охридската црква. Како се прави тоа? Преку јавно почитување, меѓутоа и преку нивно етаблирање како фигури, образци и во книжевната дејност, во оние канонски текстови. Значи, тука се двете служби, едната на Кирил, за таа немаме подпис, меѓутоа сите индикации, пишувавме за тоа многу, упатуваат дека тој ја пишува и службата за Кирил. Во службата за Методи си имаме подпис од Климент Охридски, значи тој пишува две служби. Пишува канон општ за Кирил и Методи, тоа е во домен на химнографијата. Во домен на ораторско-прозното творештво го пишува најубавото слово, похвално, посветено на Свети Кирил Филозоф. И јас мислам дека и во нашето образование од најмали нозе децата треба да го учат, и тоа значи треба да биде основа или зародиш на она што представува
една висок влог во словенската традиција, затоа што тој се одликува со една висока речитост, со сложеност на фразата, со мелодика, со стилско изразен репертоар, што го викаме репертоар на Климент Охридски. Да. Знаете, сите тие се тогаш морат да се служат со шеми, образци, бидејќи се работи за канонска литература. Ама кај Климент Охридски имаме и оригинален стил, оригинален израз, оригинална речитост, и сето тоа зборува и за оригинален автор. Ако е многу тешко да кажете, значи во средновековието дека е некој оригинален, за Климент Охридски апсолутно се зборува за тој негов авторски стил, авторска изразност, авторска речитост. И тој ќе го напише ова похвално слово за Кирил и ќе напише едно општо похвално слово за Кирил и Методи, не е до крај утврдено, со подпис, меѓутоа сите други индици изборуваат дека Климент Охридски е автори на похвалното слово за Кирил и Методи. Тие се многу анализирани во науката и од стилски, и од композицијски аспект. Тој репертоар на Климент Охридски, стилско изразен, метафорите, поетиката, епитетите, метонимиите, символиката, се што тој користи е јасно климентовски јазик и израз, врзано многу и со светлината, како еден фокус во неговото творештво. И затоа велиме дека Климент Охридски и тој што ќе ги воведе во календарот за прослава во Охридската црква, значи самите култот на и почитувањето на Кирил и Методи, особено во Охридскиот регион, и ќе видиме тоа зошто е така и како продолжило. Тоа сакав да речам. И ако го ставиме него и како автор на житијата на Кирил и Методи, значи тој е првиот кој што со своји очи ги гледал делата на учителите и кој што поставил историски образец на представата на Кирил и Методи. Тој нема византиски образец за нив, туку големата почит кон учителите. Автентичен во изразот. И сето она што тој го чувствува, емотивните изблици, емоционалните, таму целите слова се една емоција од Климента кон делото на учителите. И апсолутно с првите дела тие се и први состави за Кирил и Методи во словенската, словенската традиција. Значи, Климент ќе ги напише првите состави за првоучителите Кирил и Методи. И тие ќе бидат образец за се понатаму што ќе се создава и во Охридскиот книжевен центар. И во поглед на прославата, и во поглед на почитувањето. Ако е подложката во книжевноста, ова сето ова што го кажавме, како е во сликарството? Бидејќи тоа е присутно и постои во црквите, манастирите, кои што пак екзистираат на територијата на Охридската архиепископија. Така е. Значи, зборуваме за се словенска традиција во тој период, така, нели? Меѓутоа, од таа се словенска се формираат националните литератури и култури. Дел од таа се словенска и македонската национална литература и култура, бидејќи ова што го создава Климент Охридски, колку да се надоврзува на делото на Кирил и Методи, тоа ги има основите и во она рано христијанска, во хеленската, па и во комплетната културна и духовна традиција на Охридскиот регион и на теренот на Македонија. Тоа е се создавано на македонско тло. И самиот Климент Охридски исто така тие традиции ќе ги надоврзе и во својата писменост и во своето дело, посветено не само за првоучителите, туку и за сето, за оној огромен опус на Климент Охридски што тој ќе го создаде за потребите на Охридската црква. Затоа што тој пишува цели циклуси на поучителни и похвални слова за светците и за празниците во христијанската религија, морал да ги обучи верниците кога влегувале во црква. И тие тоа да го разберат, да го чујат да ги подучува и учи. Словенски јазик. Меѓутоа, пандан на ова е и култот што го следиме на македонско тло во сите векови од почетното востановување на култот на Кирил и Методи во сите облици на уметничка, градителска, црковна, духовна, книжевна традиција. Прво ја кажавме книжевната, нормално.
Значи и во сликарската традиција, апсолутно. Меѓутоа, нема да бидеме комплетни ако не го спомнеме Синаксарот или Месецословот во Асемановото Евангелие. Евангелието. Тоа е ракопис кој што потекнува од Деволскиот книжевен центар во склоп на Нашата Охридската, глаголица, така, да. нашата глаголица. Еве, проследили Еве, сме го имаме, со слайдот. Во кој ракопис? Тоа е Евангелието кое што се базира на Кирило-Методиевскиот изворен превод на Светото писмо, без ревизија која што настанува затоа што Климент ќе ги следи изворните идеи на Моравската мисија. Примена на глаголица, еве облата глаголица во Охридскиот центар, и тој првичен текст на Кирило-Методиевскиот превод кој што ќе се случи од Кирил и Методи и од нивните ученици. Климент апсолутно учествувал во превод на Светото писмо. Посебно и со Методи до крајот на неговиот живот. Во Синаксарот веќе за прв пат се означени прославите на светците, на словенските светци, на Кирил по 14 февруари, на Методи под 6 април и на Климент Охридски, кој што календарот ни сведочи дека и тој е прогласен за светец непосредно по смртта на 27 јули. Значи, еве ги овие многу важни моменти. И во тој период, 10-11 век, ги следиме паралелно со оваа книжевна традиција и нивните портрети веќе во сликарската, во зографската традиција, во најпознатите цркви и манастири во Македонија. Па јас сакам обично кога може да кога почнеме и од 19-тиот слайд сега. Кога сум поканета и за визитинг некаде во странство, овој момент особено сакам да го потенцирам. Ова е многу интересен, Бидејќи култот на светите Кирил и Методи во ваков вид се следи во сите векови, од 11-тиот век, 10-тиот, 11-тиот век, па се до денешни денови, значи во целата традиција на теренот на Македонија, што зборува за тој силно поставен и изграден култ уште од Климент Охридски, кој што го всадил веќе во традицијата на Охридската црква. Така е. Што значи зборуваме од 10 век па натаму. Така е. Ова е веќе Света Софија, значи тоа се најстарите портрети на Свети Кирил, филозоф. Интересно е што е средина на 11 век. Околу 1045 година. Кога Лафе тука, нели, архиепископ. И тоа се првите портрети познати во светот. Освен оно, ако го сметаме во базиликата Сан Клементе во Рим, над гробното место на Свети Кирил, филозоф. Значи Македонија е основата од каде што се шири, се дисперзира и се развива култот. Значи се до 19-тиот век. Так. Во 19-тиот научната мисла веќе се осврнува кон нивниот култ. Ама да видиме што се случува во книжевната традиција, во медиевистиката, во тоа во периодот, нели, во тој долг временски интервал, кај нас средновековната традиција трае до крај на 18 век. Ние со тоа мораме да се... Сега, таа книжевна традиција, која што е типична, ние ја викаме научно Кирило-Методиевско книжевно наследство. Се до 18 век. Тука се од темелите. И се што се создава кај нас во нашите скрипториуми, тоа се базира на тоа наследство. Ова е комнинскиот веќе аспект. Ова е веќе, значи она ако беше 11-ти, ова е 12 век, Курбиново, 1191 година, Кирил и Методи заедно со Кирил Александриски и ликот на Кирил ќе ги следи, ќе ја следи физиономијата на Кирил Александриски. Така. И еве ги прекрасно очувани, значи портрети што зборува, тоа е близок регион, Охрид со Преспа. Со Преспа, да. Значи апсолутно зборуваме за една значајна линија на дисперзија на овој култ, ги гледате и какви се портретите, изобразувањето, која што зборува за комненскиот стил и израз. Сега, кога зборуваме веќе понатаму, нели, 12, 13, 14, Михаил и Евтихи, големите зографи, кои што ќе исликат Света Богородица Перивлепта во Охрид. Во околу 1318-19 ќе работат врз исликување на црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино. Така е. Па тука ќе бидат исто така портретите на со локалната работилница од местото, сликарска работилница.
Тоа само говори колку народот трагал по физиономските карактеристики, понашто представува предложка од житијата. Како тие да ги доловат ликовите на сесловенските просветители Кирил и Методи, кои што еве ги во црквата Свети Ѓорѓе, меѓутоа се исликани од Михаил Евтихи, затоа Климент го ставаме за споредба. Тоа е нивен исто така израз на Климент Охридски. Понатаму веќе ова не е веќе матка. Матка е од десната страна, 15 век. Ова е значи портретот на Свети Кирил филозоф и на Климент Охридски, тоа е Калишта, во Пештерската црква. И тие следат една веќе тематска целост, обично со Климент Охридски ќе одат и Кирил и Методи. И тоа охридските мајстори, значи од 11 век па натаму и од 10 век па натаму ќе ја следат таа традиција на тематско поврзување во една тематска целина на Кирил, Методи и на Климент Охридски се разбира. За нас е исклучително важно што портретот од крајот на 15-тиот век 1497-8 го имаме и во олтарот на матка во Скопско, што значи дека тоа охридско влијание се шири во Скопскиот регион и тоа во 15-тиот век. Значи тоа е многу важно како период кога ќе се шири 16-ти век Сливница, значи имаме и за 16-ти Преспа век, повторно, значи во Преспа, тоа се првите представи на седмочислениците, тоа е на фронтална позиција. Многу искусни мајстори. Тука секако дека ќе го консултираме секогаш Цветан Грозданов, во последно време и Сашо Цветковски, многу вака со нови интерпретации, пронаоѓање на нови портрети во 19-тиот век, на изобразување на нивните представи во црквите, па и во Скопско, меѓутоа и во цела Македонија, значи се работеше многу на прикажување и на толкување на овие ликови во сликарската програма во Македонија. Ова е веќе Свети Наум манастирот, се разбира, седмочислениците повторно тука. Во Сливница, во централна позиција беше Свети Кирил филозоф, заедно со Методи, Климент, Сава, Ангелари, Гораст и Наум. А овде е централната, да кажеме, перспектива на прикажување, со централна позиција на Методи, кој што ја држи црквата, околу него се Климент и Кирил, филозоф кои што ставаат рака на црквата, тоа е Словенската црква се разбира, и ова е некаде околу изобразба од 1800-та година во манастирот Свети Наум. На 19 век. Така е, истата сликарска програма еве на додар од смртната постела нели на Свети Наум. Повторно ќе ги следиме со хиерархиски жезол е Методи, до него со отворена книга молебенот ќе го чита Свети Кирил, а до сите нив ќе биде и Климент Охридски, кој што се разбира, нели, е духовниот собрат на Свети Наум, кој што еве и ќе издигна таа традиција на значаен центар, а тоа е Охридскиот книжевен центар, значаен за целиот сесловенски свет. Еве имаме и во 19-тиот век, веќе се понови представи. И тие ќе таа поствизантиска школа малку ќе биде и надмината, повеќе ќе дојдат елементи од барокот, од класицизмот и така што се гледа, меѓутоа исклучително присутни на македонски терен. Ова е повторно Скопско побожје. Овде има во Добрејци една прекрасна представа, значи на Кирил и Методи. Значи и тоа е само дел од она широка нивна застапеност, особено во 19-тиот век. И се што можеме тука да кажеме? Значи со афирмација на славистиката како наука, да, тие ќе влезат во проследувањата на научен план и Кирил и Методи и Климент Охридски, кои ќе се откриваат словата на Климент Охридски посветени. Ама теренот на Македонија е значаен затоа што во целиот средновековен период се негуваат култовите. Така е, значи нивните култови ќе се негуваат во целиот средновековен период. Со оглед дека се ближиме кон крајот, ние се определивме на крајот да спомнеме една многу интересна тема, која што ми е наговести, а тоа е рутата на Свети Кирил и Методи. Да.
ако го проследивме континуитетот на Кирилово-Методиевската традиција на македонско тло, што треба да представува рутата на Свети Кирил и Методий? Да. Многу е важно што се прави една нова, јас би рекла, и актуелна афирмација, модернизација на представување на култот на Свети Кирил и Методий во европски рамки денес. Се работи за европски проект, тоа и така и се вика Европската рута на Светите Кирил и Методий, која што е поддржана како проект од Советот на Европа. Под лиценца на сте вие, Институтот за македонска литература и Институтот за старословенска култура во Прилеп. Со уште земјите, морам да ги споменам, кои се, тука се Словачка и Чешка, нормално Моравска, нели? Италија, Хрватска, Унгарија, Панонија, како што е, нели? Бугарија, Грција и Македонија. Значи, имаме исклучително значајна позиција и место веќе да мапираме се што е важно со културното наследство на Кирил и Методий на таа европска географска карта на исклучително значајни локалитети, точки, културни да кажем топоси, одредишта кои што ќе го одредат културното наследство поврзано со Светите Кирил и Методий, ќе се исцртува таква карта. Се наша задача е да ги поставиме главните точки на кои што се од исклучително значење. Црквата Света Софија, еве ја на слайд. Значи тука се најстарите портрети. Курбиново секако ќе биде. Точно. Охридско, Преспанскиот регион, тоа се главните жаришта на култот, да кажеме, заради Климент Охридски кој што и понатаму ќе го одржува тој култ жив и низ вековите. Сега ние тргнуваме од една точка, членки сме, значи, официјални, јас сум член на научниот совет од 2018 година, меѓутоа институтите влегоа од 1 декември 2023 и веднаш Институтот за македонска литература ќе организира еден симпозиум со поканети се гостите од Словачка, од Чешка, ќе видиме и од други земји, на мапирање, односно на одредување на европската културна рута посветена на Кирил и Методий во културното наследство на Скопје и Скопско. Така. Значи ќе почнеме од Скопје и Скопско. Така. Значи, од регионот. Од регионот. Најблиску, што ни е, Јас си тргнувам што ни е матичен. Почнуваме и од Универзитетот Свети Кирил и Методий. Така е. 75 години, мораме да го назначиме јубилеот на Универзитетот. Така е. Чествува оваа година. Значи, од каде што произлегле најзначајните академски кадри на нашата држава. И тоа е една од точките во Скопје и Скопско. Самиот универзитет како амблем на прослава на култот и на патронен на патроните на универзитетот. Се разбира, еве ја матка со портретот може да влезе, значи, во тоа нотирање од постариот период, например, од 15 век. Од 19 век изобилува со портрети во црквите и манастирите околу Скопје и Скопско. Меѓутоа, кога ќе дојдат делегации од Чешка, од Словачка, тие обавезно сакаат да ги видат и современите интерпретации на култот, оние што се дел од 20 век, например спомениците. Оној прекрасен споменик на академик Боро Митричевски во кампусот на еден монументален прекрасен споменик на Кирил и Методий. Понатаму, што значи колку култот е жив кај нас и дел од нашата современост веќе. Зборуваме за афирмација на тој култ или чествување во современост. Понатаму, новиот споменик до камениот мост на скулпторот Жарко Башевски. Јас знам, доаѓа делегација од националната телевизија на Словачка, па бараат авторски права да се сними споменикот. Значи, сето тоа треба да си бидеме горди со традицијата која што Кирил и Методија имаат на теренот на Македонија. Тие се дел од македонската национална култура, еднакво како што се дели од сесловенскиот свет за прослава. И сметам дека еве од тука ќе почнеме со тоа географско мапирање, например, на значајните точки. Ќе дојдат исто така наши представници на рутата кои што се председатели на научниот совет на проектот или на самата асоциација
ќе дојдат во Скопје. Јас планирам да ги однесеме и до локалитетот Матка, за да го видат и портретот, кој што е во доста оштетена положба, меѓутоа тоа сепак зборува, состојба, меѓутоа се зборува за одразен култ во 15-тиот век и едно, да кажам, поврзување помеѓу Охридската работилница и работилниците на зоографите во Скопскиот регион во 15-тиот век, а понатаму тие точки ќе се шират и во источниот, во западниот најнапред дел, обавезно тука ќе бидат Охрид, Преспа, задолжително, и центарот на исток во Брегалничката област, локалитетот Баргала, кај што имаме една црква од тој период, од 9-тиот крајот и 10-тиот век. Ова сега веќе што го говориме во современи рамки, мене ме поттикнува дека станува збор за една корелација меѓу науката, но и културата секако, но и туризмот. Тоа е идејата. Некако асоцира на она што значеше одредишта на патот Вија Игнатија, а сега веќе ги имаме одредиштата, значи рутата на Свети Кирил и Методи во овој простор, калишта, значи пештерските. Радожда најнапред се спомнавте Вија Игнатија, значи тука е Вија Игнатија, патот, тука се дебатира и по кој пат тргнале за Моравија, солонските браќа, има неколку тези. Морскиот пат, кој ќе биде од тука па преку Дирахион и Венеција и така натаму. Копнениот пат е многу по-комплициран, се следат долините на големите реки. Тоа секогаш. Во римскиот период се следат долините на реките и тие се мощни познати патни правци кои што ги направи уште Римската империја, уште во раното христијанство. Сосема на крајот само да информираме што ќе се случува во Софија деновиве. Ќе имаме состанок на Генералната асамблеја, значи представници од сите земји, значи ќе сме свикани на генералниот состанок на проектот Европската рута на Светите Кирил и Методи. Еве ние ќе елаборираме за нашиот симпозиум што ќе го организираме во Скопје и сите активности ќе бидат проследени, значи што има годинава и секоја земја ќе се труди да го направи како туристичка атрактивна дестинација, она што ќе го понуди уште на состанокот, бидејќи имат прекрасни веб страни, портали на кои што сето тоа се ажурира, се афирмира, па така што и како членки и ние веќе ќе бидеме вмрежени во европската мрежа на рутата, а и ќе бидеме особено видливи заради тоа што веќе ми се јавуваат посетители кои што би сакале да дојдат. Тоа се, кои ни се таргет групите? Ученици, студенти, научници, публицисти, истражувачи, новинари. Значи, точно туризмот ќе биде како носечка гранка во афирмација на култот при, да кажеме, и афирмација денеска во нашето современие на култот на Кирил и Методи, и на тој начин сметам дека тој ќе се одржи и како жив, меѓутоа и како занимлив за новите генерации. Така. Ние ги отворивме темите кои што се значајни за оваа кирило-методиевска традиција, особено она што изнедрило од македонско тло. Јас ти благодарам за учеството во емисијата, посакувам многу успеси и секако во една наредна емисија да го пратиме успехот на она што се вели рутата на Свети Кирил и Методи и голем проект кој што е под покровителство на Советот на Европа. Маја, ти благодарам. Јас исто така сакам да упатам една благодарност. Навистина во овие датуми сите ние сме на некој начин инспирирани уште повеќе да зборуваме за делото на Светите Кирил и Методи и да го афирмираме сред она што представува и стручна, меѓутоа и помлада популација и кон сите чинители кои што би сакале да се информираат повеќе за нивното действување и дело. Да. Драги гледачи, конечно доаѓаме до самиот крај. Нека е честит празникот, 24 мај, денот на Светите Кирил и Методи, се словенски просветители, учители, но луѓе изнедрени од македонска почва.
и цивилизацијско значење, европско и светско, како што Така, спомнавме. така. Драги гледачи, секое добро и до следниот четврток. Бидете во добро здравје и расположение. Добра ноќ.